Добре дојдовте во процес. Што се случува со така наречената инсулинска криза која ја тресеше државата во последната година и пол? Иако надлежните не признаваат, луѓето со дијабетес тврдат дека имаат сериозни проблеми. На оваа тема разговараме со Бобан Несторовски од Сдруженијето за лица со дијабетес БУФ и Цвете Серафимовски од Сдруженијето за детски дијабетес Баланс МК. Добре дојдовте. Добро најдов. Морам да кажам на почеток дека доктор Татјана Миленковиќ, која е председател на Националната комисија за дијабетес, беше заинтересирана да одговори на поканата, но под услов да присуствуваат соговорници по неизин предлог, што за нас е неприфатливо, бидејќи гостите во оваа емисија ги бирам јас како уредник. Говориме за една многу осетлива проблематика. Се работи за околу 43.000 луѓе со дијабетес од тип 2 кои што се засегнати со инсулин и околу 2.000 деца кои што се соочуваат со проблемот со паралелниот увоз на инсулин кој се провлекува, кажавме колку време, некаде од септември 2014 година. Како дојде до тој паралелен увоз? Зошто Министерството одеднаш одлучи да прави друга стратегија за луѓето со инсулинска терапија? Се разбира од ваша гледна точка, бидејќи немаме представник од Министерството. Со оглед на тоа што немаме потврдени информации, она што го знаеме, меѓутоа прво да ве коригирам околу бројката, 43.000 лица со дијабетес на инсулинска терапија. На инсулинска, кажав, да. Приближна бројката, затоа што регистарот се уште не е готов. Од нив околу 2.000 се со тип 1 на инсулин, тие се сите на инсулин, а од тие 2.000 деца се околу 300 до 400. Од прилика. Значи, приближни се бројките, меѓутоа тоа се тие што се движи. И сега се вратиме на проблемот. Проблемот започна точно од прилика година и половина, кога снема од еден инсулин и кога Министерството за да... И тогаш настана една паника, да, се алармираа медиумите. Да, се алармираа медиумите, ние бевме тие кои меѓу првите што реагиравте. Активни. Министерство, реагиравме секаде кај што можеме, не најдеме на позитивен одговор, затоа што тие упорно ни кажуваат дека нема никаков проблем, инсулините се исти и не е проблем да се сменјат еден на друг инсулин. Тоа, значи, тоа се приказни за мали деца, сите што малци знаат приказната, знаат дека тоа е апсолутна лага. Помина толку време, сега веќе се знае дали е тоа вистина, дали е така? Па дали е така, ние праксата што покажа. Да, ние упаднавме на форумот организиран од Сдруженијето на дијабетолози на Македонија, каде што беше крстен грижа за дијабетес. Не бевте поканети. Иако сме директно засегнати во секоја нормална држава и по процедура требаше да ни бидат упатени покани, ако ништо друго да присуствуваме. Меѓутоа се работи за луѓе кои што не се навикнати да им биде кажано дека нешто не е во ред. Да се гледаат да кажуваат дека рози цветаат, иако за кои луѓе зборуваме? За таа национална комисија и за лекарите кои што ја стратегија? Според мои некои информации, двајца луѓе се тие кои што во националната комисија дијабетес кои што ги манипулираат останатите членови. Останатите, да колку е тоа вистина не знам, меѓутоа тоа се информациите кои што ги имам. Министерството за здравство тука исто така директно вклучено во целата приказна и тука завршува целата приказна. Како настана целиот проблем? Така, зошто дојде до Нели снема од еден од инсулините. Ние упорно бараме да не се прави таква насилна замена на инсулинот еден со друг вид на инсулин. Нели во минатата емисија објасниме многу убаво се што се случува и зошто се случува. Тоа беше септември минатата година. При кои се проблемите што се увоз. Точно. Да не се навраќаме на тоа. Втора година поред работите некако. Точно, тогаш за да не се случи таквата насилна промена, ние издействуваме, бидејќи Министерството наше и владата беше глува за таквите наши барања, самиот производител, кој што е од странска држава, кој што е тука, значи, работи за пари, за профит, ни даде донација за да ги покриеме. Вие направивте еден чекор, успеавте, ние побаравте, тие ви дадоа донација и тоа беше добар чекор. Замислете, се покрија дупките за еден извесен период и сега што? Околу 2 месеци. Замислете, странска компанија која што е организирана да работи, да заработува тоа нивно производство кој што истражуваат. Имаше повеќе слух
за лицата со диабетес кои што го имаат тој проблем, отколку владата и Министерството за здравство кој што треба се грижи за нас. Мислам, што треба понатаму да разговараме за тоа. Мито тоа беше оно што го направиме, ние беше само привремена, како да кажам, ние да се покријат дупките. Како со фластер да покријаме раната. Да појасниме за луѓето кои што не се во тек, значи се внесуваат нов тип на инсулини и луѓето се принудени да се навикнуваат од еден на друг инсулин, така му доаѓа. Да. Не е тоа нов тип на инсулини, тоа се постара генерација, да. Значи друг тип на инсулини. Хуман инсулин. Значи хуман инсулин и аналози. Македонија ние до сега користевме аналози и сега исто така ги користиме, меѓутоа со паралелен увоз се воведоа и хуманите инсулини. Значи каде што светот Извинете, коригирам, со паралелен увоз хуманите инсулини не влегуваат во Македонија. Со паралелен увоз влегуваат дел од аналозите. Значи само аналозите се увезуваат затоа што се поскапи, ако се купуваат од тука и тие ги увезуваат преку паралелен увоз кој што ги добија за поевтина цена. Да. Ствари нашава држава штеди на нашето здравје. Да не ги збуниме на луѓето, значи што сега пациентите мора да прават? Да се префрлуваат од еден на друг кој го нема тој видете, што го примаат? во овој момент ситуацијата е доведена до таму каде што има многу луѓе кои што ги префрлаат од аналози на хумани инсулини. Дури ги префрлаат од хумани инсулини, еден месец им даваат еден вид на инсулин, вториот месец им даваат втор тип на инсулин, бидејќи инсулини нема. Значи се случува да во инсулинските аптеки, тоа ја можам лично да го кажам, затоа што прошлиот месец кога отидов, изминатиот месец, значи инсулините се кратат. Ако јас сум зимал до сега 10 пенкала, сега според некоја таблица и математика на господин Ивица Смоковски и на Националната комисија за диабетис, зимаме по помалце, значи ни даваат наместо 10, мене ми дадоа 8 и ми викаат дојди наредниот месец од 1 до 5. Значи ситуацијата е дојдена, кој отиде прв земе, за тој што дојде малце покасно, или ќе нема, или ќе го префрлиме на инсулин кој што е останат. Значи се случува да човек кој што прима аналог да му дадат хуман инсулин. Затоа што тоа има во моментот. Тоа има во моментот, да. Што значи тоа за здравјето на како се навикнуваат? Никако. Тоа значи шеќерот, гликемијата, шеќерот во крвта лудува. Си прави журка. Што сака, тоа прави. Баш така, проблемите од диабетисот, значи диабетесот се многу големи. На самиот форум за диабетичари што беше одржан изминатата недела или пред 2 недели, не знам кога точно беше, ја и Цвете, не бевме поканети, меѓутоа влеговме да ги согледаме сите тие презентации, да слушнеме што има и што се случува во држава, баш да видиме, ни интересираше. Така и вие сте представници на две. Да видиме чисто до каде сме и дали ќе има некакви реакции од луѓето кои што беа собрани од форумот, да видиме дали е тоа реалната слика со која што ние диабетичарите се соочуваме секој ден. И истото му искоментирав на Цвете, дај да видиме, може ја и ти сме во заблуда, викам, може само на нас ни кратат, на другиве на сите име во ред, иако од страниците кои што ги имаме на Facebook сме како во војна, баш буквално, затоа што секој дневно си даваме од едни на други инсулини. Си помагаме меѓу себе, значи диабетичарите се Ова како во време на вонредна состојба му доаѓа бончињата која ги даваа на времето, со бончиња да може да се купи храна. Баш така, да ја довршам мислата, да не испуштам. Значи во самото излагање на доктор Мирјана Кочова имаше многу добра презентација, каде што докторката убаво на графикон тоа го објаснуваше дека на пациентот кој што еден вид на инсулин не му одговара, го префрлаат на друг вид инсулин кој што телото ќе му се привикне, ќе му одговара и шеќерот нема да му иде толку високо. Конкретно кажа, мислам ги употреби овие зборови, во Македонија се стапени сите 3 производители на инсулин кои што произведуваат инсулини со мала диференцијација помеѓу нив, за да не би се јавиле разлики во гликемите кај оние деца кои што се нетолерантни кај еден инсулин. Од прилика. Значи, мишто горе доле беа тие зборови, може некој збор заменив, и тоа суштината беше таа. Суштината беше дека она што го зборуваме пред година и пол, дека сите инсулини не се исти. Доктор Мирјана Кочова го потврди тоа на форумот пред некој време кој што се го организира, на кој што нас не покани, не бевме поканети. За да биде, тоа ја започнав и преска мислата, извини Буман, па ја прекинав.
сега да кажем, нели, упаднавме ние на тој форум, за да слушнеме што се случува, како се случува и ако доколку можеме да кажеме дел од проблемите затоа што сметаме дека тамо покрај овие двајца кои што сметам дека тие се оние кои што се главните креатори на проблемот во Македонија. На политиката со... Точно, има и други доктори кои што имаат поголеми слухи. Ние отидоме таму да им го кажеме проблемот на другите доктори, бидејќи овие не сакаат да слушаат. После слушнали некој таму вас? После излагањето на представникот од едно од здруженијата со тип 1, за кое што тие што ја покани очекуваат дека нема да има такво излагање, девојката Помоеш да ја кажеш, Рената. Кажа се што треба, значи целата вистина им ја сервира сребрен послужавник, дека има недостаток на инсулин, дека секакви проблеми има, дека ние не сме машини, дека кај нас не може да се смета според таблица колку инсулин трошиме месечно, неделно и така натаму, дека има разлика во трошењето на инсулинот кога човек има вироза, кога е болен, кога има некој проблем. Кога се спрема за такмичења за надпревари, значи сето тоа си има улога. Кога девојчињата имаат период и така натаму, толку убаво им објасни. Доктор Тања Миленковиќ после тоа ја прекина дискусијата затоа што беше предвидено на крај како последна точка да има дискусија на темата. Таа ја прекина дискусијата и каже дека никому нема да даде збор. И ја обвини девојката дека била изманипулирана, инструирана, политички мотивирана и не знам како. Значи сите ние кои што сакаме да кажеме дека имаме проблем сме политички мотивирани. Како ние да зборуваме за тоа дали денес треба да посадиме 3 или 5 палми, а нека да зборуваме за нашата... А всушност здравието не познава политичка партија. Ништо. Најново, вие се сомневате во инсулините што се увезуваат, велите дека не знаете од каде се купуваат, дали е запазен ладниот ланец, односно дали правилно се транспортираат. Зошто се јави овој сондаж? Зошто се Има ли сондаж? луѓе што се жалат? Значи, нашата Facebook група, која што е активна и која што секојдневно се зголемува за просечно дневно ќе кажам по 3 до 5 членови. Постојано имаме пријавувања. Во последно време мене и на телефон ми се јават, верувам дека и на Боган исто. И на девојката која што ја спомнав. Мислам не сакам да ја кажам името затоа што не знам дали ќе ми замери или не верувам дека нема меѓутоа. Не, тука не е важно. Да. Кога верувам дека би ми дозволило меѓутоа да бидам културен. Исто и неизе. Постојано и се јавуваат да им кажат дека денес инсулинот, мислам, има луѓе кои што не се доволно едуцирани и кажуваат дека овој инсулин е полош од оној другиот. Се работи за истиот инсулин. Различно е пакувањето затоа што ово е пакуван за еднократна употреба, а тој беше пакуван како ампули кои што може да се користат во пенкала за повеќекратна употреба. Инаку истиот инсулин комплетно, ако се извади ампулата, до истата ампула. Разликата е во тоа што овој инсулин кој што доаѓа со паралелен увоз, знаеме дека се увезува од Турција, меѓутоа не знаеме од каде се купува во Турција. Дали се купува од некој официјален дистрибутер, овластен, дали се купува од аптеки, дали се зема не знам од каде. Значи ништо не знаеме околу таа работа. Да, не знаеме како се транспортира. Извини што ќе те прекинам. Пред година дена кога беше исто емисијата, баш ние на тоа и апелиравме за тоа што тендерската документација беше извадена спецификацијата на тоа како треба да се превезува и увезува еден инсулин. Значи, сите знаеме дека инсулинот мора да биде под одредени услови на температура, на превезување и сите тие работи. Тоа се тргна од тендерската документација. Тоа се тргна од тендерската документација и сега си иде како што е редот. Баш буквално на сите наши поплаки, жалења и сето тоа, они си го тераат како што наумиле. Значи од пред година дена до сега. Реакција има кај сите, значи јас сум осетил и Цвета осетил, значи да делува послабо. Различно делува, значи едно пенкало може да делува нормално, следното пенкало кое што ќе се искористи следниот инсулин од истиот производител се случува да не делува. Значи може шеќерот да се качува да иде нагоре, едноставно не делува пенкалото. Малку да објасним ова работа. И што се случува во таква ситуација? Може да се земе голема доза, не знам, да се направи некоја белја. Грижата за дијабетесот се заснова на 3 основи, 3 точки, 3 столба. Тоа едната е физичката активност, другиот столб е инсулинот и третиот столб е исхраната. Доколку физичката активност и исхраната се непроменети, исти,
тогаш се зема постојано иста доза на инсулин. Доколку едно од овие две се промени, се променува и дозата, нагоре или надоле. Ние зборуваме за исти, од два услови непроменети, секојдневна иста исхрана, значи со иста количина на храна во јаглени хидрати, во шеќери пресметана, и иста физичка активност. Со едно пенкало, да биде лаички кажано, едно пенкало трае 3 дена, другото трае 5, третото трае 1 ден. Затоа што она доза со која што се става не го анулира шеќерот доволно, па затоа треба дополнително да се стави. И тоа не е доволен доказ дека нешто не е во ред со инсулинот. И не само мене, значи на X луѓе кои што ми се јавиле, кои што кажале на страницата на Facebook дека нешто не е во ред со инсулинот. Кај деца претпоставувам за и кај деца е секаде е исто, значи од Комисијата за дијабетес имаат изговор дека никој не пријави во бирото за лекови. Да, тоа сакам да кажам, надлежните велат никој нема пријавено, нели? Нема пријавено затоа што никој не верува во овие институции. Значи нема доверба луѓето во нив, затоа не пријавуваат. До сега се што беше пријавено немаше никаков слух. Меѓутоа еве во иднина ќе го земеме тоа како наша одговорност сите здруженија, затоа што више сме во комуникација с сите здруженија за дијабетес од Македонија. Сакаме да биде се централизирано, ќе ги собереме сите поплаки, сите барања ќе им бидат доставени на меморандум со печат, со се, за да нема после тоа изговори дека вака или онака. Значи, тоа беше разговарано и на форумот, истото беше кажано дека они немаат никакви поплаки. Во ред, пошто немаат никакви поплаки, ние сега имаме толку многу дијабетичари во Македонија кои што се жалат на инсулинот. Ќе си направиме, јас сакам да направиме една федерација, ќе видиме тоа како ќе изгледа и да иде се централизирано, затоа што до сега, да кажем, еве, ја и Цвете бевме малце поактивни, тука се уште пар здруженија, гледам има добра иницијатива на Facebook, се отвараат здруженија и по другите градови, затоа што реално луѓето више се соочуваат со проблеми. Значи, првиот проблем не е само на мене како ја дијабетичар, кога ќе отидам во инсулинска аптека ќе ми скратат 2 пенкала, него идам дома и проблемот си го пренесувам дома. Значи сите ние имаме фамилија, идам дома и викам, абе знаете што ми скратија 2 пенкала денеска. Мајка, татко, сестра, баба, дедо, сите се нервираат затоа што они знаат како е да имаш член со дијабетес во фамилија. Да се разбереме, значи во државава ние на она што сакаме и треба да работиме како држава, како Министерство за здравство, како здруженија кои што треба да функционираат е подигање на свеста за дијабетисот и едукација. Значи прво и основно тоа е намената, значи ние треба да ги едуцираме луѓето околу нас дека да се разбереме, ние не сме сега да не кажам, меѓутоа не сме луѓе со инвалидитет. Значи ние сме нормални човечки суштества и можеме на секое поле да бидеме еднакви со другите. Функционирате? Да, меѓутоа сме многу продуктивни за државата. За државата продуктивни да бидеме за себе. Баш така, тоа е целиот момент. Сте продуктивни. Секој во своја сфера. Во меѓувреме се појави едно писмо. Јас го имам тоа писмо кое што им е доставено. Писмото е без печат, меѓутоа од Националната комисија за дијабетес. Може ли да ми објасните? Писмото е така испратено до сите доктори. Зашто се работи? Се бара да се префрлат сите на хуман? Се работи за лица со дијабетес тип 2. Целиот проблем е за да се заштеди, затоа што хуманиот инсулин е оној инсулин од постарата генерација кој што е поевтин. И автоматски тоа е помал трошок за државата. До декември проблемот е што сите треба да се префрлат до декември 2015, ако добро разбирам. И јас така го разбирам, за тие сите што се ново диагностицирани треба да се стават прво на хуман инсулин и сите оние кои што веќе се ставени на аналози да се вратат на хуман инсулин. Во Комисијата за дијабетес ова го објаснуваат дека не сите, туку сите ново диагностицирани, а од оние што веќе се постоечки подолго време на аналог, ти има воведено некое правило, за кое што немам доказ, меѓутоа докторите ми го кажуваат, дека сите оние кои што гликолизирани од 3-месечен просек, имена до 8, докторот самостојно ги префрлува на хуман инсулин. Дали ова значи дека се крши законот за права на пациенти? Вие
Имате право да се лекувате така како што треба или како што сте се лекувале до сега. Па ние и тој го бараме, да се разбереме, значи нашата примарна и основна цел е ние не бараме нешто плюс, да се разбереме, не бараме нешто екстра, не ги бараме најновите инсулини кои што постојат во светот. Значи ние бараме она што сме го имале до сега да се испочитува и ако може малце да се надгради, за да немаме никакви здравствени проблеми. Значи бараме да се разбереме, да бидеме разбрани и да не разберат во министерство. Што се работи? Се работи за тоа дека здравјето нема цена. Дека ова нивно штедење на краток рок е токму тоа, штедење на краток рок. На подолг рок, доколку дијабетесот не се третира како што треба, предизвикува страшни компликации. Компликации по здравјето на пациентот, компликации по здравјето на целото семејство, затоа што со дијабетес живее цело семејство, не само еден член што го има. И трошокот и е уште поголем. Трошок на државата, затоа што во компликации кога човек со дијабетес спаѓаат заболувања и оштетувања на очите, на бубрезите, на кардиоваскуларниот систем, на сите екстремитети со тек на време. И тоа се лекувања кои што поголемиот дел од нив спаѓаат на товар на буџетот. На долг рок, државата си прави мечки на услуга. Самата си го зголемува трошокот, меѓутоа на долг рок. На краток рок, за година, 2, 3, па и 5, ќе предизвикаат заштеда. Меѓутоа на долг рок, бидејќи секојдневно новите инсулини се поквалитетни. Поквалитетни се повеќе причини, затоа што веќе е испитано и докажано дека новите инсулини се избегнува во значителна мерка хипогликемијата, тоа е нискиот шеќер во крв, кој што е многу опасен да се падне во хипогликемија или во хиполикемична кома. Исто така се намалуваат честите хипергликемии. Значи, подобра е контролата на гликемијата. Со самото тоа се возможува поголема слобода на сите лица кои што имаат дијабетес, а со самото тоа на тие лица со поголема слобода им се возможува да бидат попродуктивни во повеќе области од да имаат поквалитетен живот и автоматски поквалитетен живот. Ние ги враќаме луѓето, како што гледам, сега ги враќаме на хуман инсулин, па со тек на време ајде да ги вратиме на свинскиот инсулин, тие беа најевтини. Мито тоа беше првиот инсулин кој што беше направен, кој што во тоа време на многу луѓе го спаси животот. И тоа исто така краткорочно. Меѓутоа медицината фармацијата оди напред, да. И што правиме ние? А што е тој недостаток во инсулинските аптеки? Зошто е тоа? Секогаш на крајот на месецот има ли недостаток на инсулини? Дали значи дека помалку се набавуваат инсулини? Па сигурно, мислам, тоа еве и на групата на Facebook сите кажуваат, значи нема диабетичар кој што не зима помалку инсулин од она што го земал. И покрај терапијата што е напишана од ендокринологот, од докторот, значи мене месецов ми се препишани 10 пенкала да земам. Ја идам во инсулинска аптека, лицата што работат таму ми викаат: за вас, господине, месецов има 8, следниот месец дојдете, ако имаме ќе ви надополниме, ако немаме, здравје Боже. Чува една друга работа, која што имам информации, меѓутоа никој не може да ја потврди со документ, а тоа е дека нарачките од инсулинските аптеки во сите градови, според потребите на лицата со дијабетес, стигаат до Националната комисија. Националната комисија ги зема тие нарачки и онака ги крати од ракав. На аналозите 30, 40, 50, 20, 70% помалце. Со калкулатор, веројатно. Да, може би без тоа, само со пенкала, ако овде се напишени 27 пенкала, 27 пенкала, викам не 27, 7, а од хуманите инсулини се пишани 15, не 15, 70. Значи, се заменуваат инсулините. Аналозите со хумани, им се пуштаат во аптека и им викаат на докторите: сега вие препишувајте инсулин според тоа што имате. Значи инсулинот не е таков да појдеш во аптека и кога ќе кажеш дајте ми аналгин и ти да ви кажеш слушајте немаме аналгин, меѓутоа имаме беналгин. Што е разликата? Друг е производител, истиот состав. Ова не е таква разлика. Да. Ова е страшна разлика. Дали вакво нешто имало до сега? Вие сте одамна во оваа приказна од деца. Знаете каква била и порано состојбата со инсулинот, веќе не говориме за која партија е на власт или дали имало ваква ситуација со инсулините? Јас се сеќавам дека на 2-3 пати се слушнало дека ќе снема инсулин. Имаше во неколку наврати, да, кога снемуваше. Меѓутоа со тие замени на инсулини и со такви работи. Никогаш нема. Чак што Македонија тежнеела како
како држава која што стално идела према нешто што има поново и подобро. Мислам, сите и ја и Цвете сме биле, ајде да не го кажам, тој експеримент, меѓутоа нашата крв и ние сме се зимале како лица кои што ставаат во нас инсулин да видат како ќе реагира и значи сме тенжнееле стално кон подобро. Сме биле такви пациенти кои што сме имале одлично регулиран шеќер. Да. И нашите резултати биле праќени како пример како се третираат децата во Македонија. Точно. И врз основа на тоа се добивале некои дополнителни бенефиции, можем да кажам, предпоставам, сега не го знам ова сигурно, меѓутоа предпоставам некој зашто би се праќале такви резултати ако нема никаков бенефит од тоа. Сега одеднаш одлучивме да штедиме и да одеднаш Да, штедиме на здравјето. Јас сакам да кажам нешто баш тука и запишав, значи за државите, за Министерството за здравство и Да, тоа е колона што Националната комисија се фали дека се уште во Македонија не се доплаќа за инсулин, дека се натоварна фондот дека има висок удел на аналози дека има во држава и дека треба се намали. Добро, дијабетесот е покриен преку програмите како што се покриени и некои други работи, нели? Дали сега пациентите треба да имаат грижа на совест затоа што државата го плаќа инсулинот или? Министерството за здравство и комисијата, значи стално ги спомнуваат земјите Германија, Србија, Бугарија кои имаат едни од најниските удели, значи од 50 до 60%. Меѓутоа никогаш на аналози. Меѓутоа никогаш не ги спомнуваат земјите Хрватска, Словенија, Италија, Франција, Шпанија, Грција, Швајцарија и други кои имаат удел од 90% и повеќе. Значи се споменува дека трошокот по глава на жител во Македонија е многу точен, меѓутоа до минатата година ние беме во таа група. Да. Значи беме меѓу лидерите, а лидери се над 90% од земјите во Европа. Да, меѓутоа Македонија е цената на инсулините во Македонија е една од најниските, значи ние правевме некои испитувања, една од најниските во Европа и рече се иста цена со хуманите инсулини во Германија, каде што они цело време ја спомнуваат Германија. Да, значи онаа цена што во Германија се плаќа за хуманиот инсулин, понеквалитетниот, така условно да го кажам. За да не разберам. Не условно понеквалитетен, е нормално дека е понеквалитетен. Истата таа цена се плаќа за аналози. Последната генерација на инсулини кои што се поквалитетни даваат многу подобра можност за подобра контрола. Постои и друга категорија поквалитетни од аналозите, така? Има, да. Сега најново измисли уште еден инсулин кој што може да се дава еднаш дневно. Се надеваме дека ќе стигне. Мене би ми значило многу. Во Македонија тој инсулин регистриран. Меѓутоа компанијата ни на крај памет не им паѓа на памет да го увезе, затоа што викаат зошто да ви го увезуваме тој инсулин. Вие се враќате назад во хуманите инсулини, ги изфрлувате аналозите полека од употреба, а ние да ви носиме инсулин што е една генерација напред. Вие не сте стигнати до таму. Значи Македонија се враќа назад во однос на оваа. Да, бројката на диабетичари расте за жал. Значи има некаде над 180.000. Да, имаме над 180.000 со диабетес. Со диабетес добар дел од нив се потенцијални нели за инсулин. Па има и деца кои што исто така. Сите оние кои што имаат тип 2 на некои 40, 50, 60 години со тек на време се префрлат инсулин. Тоа е неминовно. Затоа што нема како пине кој се бројката расте. Точна ли е оваа статистика со 43.000 така? Приближно да. Тоа се бројки пред година и пол две што ги имаме. Меѓутоа се е регистар воведува и мислам дека бројките ќе бидат во иднина попрецизни. Тоа не е завршен се. Не е завршен, се работи на тоа. Тоа е една од добрите работи и тоа е за пофалба. Значи за тоа капа доле, меѓутоа за останатово да се крати на инсулин. Тоа е најбитното. Кое што нас ни значи живот, значи воздух. Ја им го објаснувам на другари, на фамилија, на пријатели, на луѓе што ме познаваат и зашто се буните, како се буните, пошто пазете, не секој е упатен и не секој го разбира нашиот проблем, затоа што на телевизија ќе се излезе со едно, ќе им се сервира на луѓето тоа што сакаат да го слушнат и тоа е тоа. Кога ќе ме прашаат зашто се буните, па зашто не може вие со новиве, па има ете инсулин, па што има разлика помеѓу едниот и другиот, ја им објаснувам вака, воздухот вие кој што го дишите секој ден, така мене ми е потребен инсулинот. Значи ја без тој инсулин не можам да живеам. А со тој инсулин можам да живеам исто квалитетно како што живеат и останатите. Значи јас сум и спортиста, активен
И да кажеме и признанија во кикбокс. да, во кикбокс сега на последното балканско клубско првенство освоив сребрен медал во Македонија 2 години поред. Само сребро. Да, срам да ми е само сребро. Македонија Ги 2 рушиш години. бариерите, нели? Значи дека- јас сакам државава мене да земе да ми искористи како пример како треба тие 200.000 жители на Македонија кои што имаат диабетес да функционираат, да живеат. Значи работам динамично, секој ден сум со пријатели, со семејството, со фамилијата. Може секој да си приушти квалитетен живот, меѓутоа не можам да си го приуштам ако ме сечат на она што ми е најпотребно, тоа е инсулинот, не само за мене, значи за сите останати диабетичари. Јас знам како било на мојата фамилија кога сум го добил на 12 години. И сега кај Цвете во здружение ги гледам, пошто неговото здружение е за детски диабетес, и кога ги гледам тие дечиња мене ми се јавуваат ми се враќа филмот и флешови. Будат не знаете. Да, и знам и како им било на мајка ми, на татко ми, на другарите, мислам, фала му на Бога што моите се едуцирале, преку интернет, преку останати работи прашувале. Значи немало здруженија каде што може да се информираш. Затоа Здруженијето на Цвете има Алегрија, тука се и од другите градови. Здруженијето БУФ го отворивме и сакаме да направиме едукација на луѓето, значи да бидеме поактивни со кампови, да го следиме примерот на другите држави, каде што секој нов диабетичар, пошто се разбереме, диабетесот е во подем и може да тропне на секоја врата, дури и на оние што се, ќе кажам, што се смеат во моментот што имаме проблеми. Значи, тоа е нешто што ние сакаме да ја разбиеме таа табу тема, и да покажеме дека секој кој што има диабетес вреди исто како и оној другиот. Меѓутоа, основата е, извини Цвете, меѓутоа основата е инсулинот. Без тоа не можеме да живееме. Кратко и јасно. И само кратко сакав да се дополнам. И јас лично се активирав во ова здружение затоа што сакавме да направиме, значи екипата која што се тука, сакавме да направиме нешто позитивно. И пред 3 или 4 години направиме таа кампања со Диамен, да. Каде што требаше да им објасниме на сите дека диабетесот не е табу тема, дека тоа не е ништо страшно, дека е многу секојдневно, дека многу може лесно да се живее и да се ако се контролира, да се живее квалитетно. Таа ни беше мене лично и на сите лица кои што ги запознав, тогаш и Бобан го запознав, и сите останати, ни беше целта да ги едуцираме луѓето и со диабетес и оние што немаат диабетес. Да им објасниме што е диабетесот, како треба да се живее, дека нема проблеми, дека нема пречки, дека нема препреки. И тогаш, за да ги отфрлам сите оние обвинувања дека јас сум политички мотивиран за ова што се прави. Јас не сакав да го спомнам тоа. Јас морам да го спомнам, бидејќи последно Националната комисија за диабетес и останатите постојано го коментираат и го користат. Јас сакам да ги потсетам една работа. Кога организираме кампањата со Дијана, побаравме и добивме поддршка од кабинетот на премиерот и од Фондот за здравство. Предводени Фондот за здравство од Маја Парнаџиева и Мехази тогаш, а премиерот на кабинетот на премиерот е истиот и сега и тогаш беше премиер Никола Груевски. Ние тогаш, јас лично кога излегував на сите медиуми, на сите телевизии, во сите гостувања, им изразував јавна благодарност. Ако сум политички мотивиран сега и тогаш би бил политички мотивиран, нема што да го правам. Значи, апсолутно тоа не е. Кажавме дека политиката и партијата не треба да играат улога тука, нели? Кој што е непобитен. Сите се засегнати. Тоа е тоа. И тука има уште еден проблем. Не спомнавме за проблемот со апаратчињата. Тврдите дека не се добри. Да, може тука да пуштиме и фотографијата каде што многу пластично се кажува за разликата од едно до друго апаратче за мерење на шеќер. Разликата е огромна. Глукометрите се. Кажуваат... Што е проблемот сега? И докторите кажуваат дека е 15% дозволено отстапување. Се сложува. 15% е дозволено и некој отстапување кое што е доволно за да ние можеме да го држиме шеќерот под контрола. Иако не би требало сега во тоа, да објаснам што значи 15% за оние што не разбираат. Доколку мене гликемијата ми е 10. Отстапување 15%, значи дека апаратчето може да покаже или 11,5 или 8,5. Тоест тие 15% од 10 е 1,5. Разлика од 20 до 9 не е 15%. Дополнително,
нас и пред 2 години, значи кога беше претходниот тендер, ги смени апаратчињата за мерење на шекер. Претходно добивавме на Роше Акучек. Со претходниот тендер ги добивме на True Result. И ние и кога ги добивме тие апаратчиња бевме скептични. Значи да. не знаеме зошто сега ни даваат други апаратчиња кога овие беа добри, само треба траки да се набиваат и така натаму. Меѓутоа, ние не сме луѓе кои што сакаме само да обвинуваме. Со тек на време ние утврдиме дека и тие апаратчиња го мерат солидно шекерот, Да. и може да се држи шекерот под контрола со тие апаратчиња. И апсолутно не кренавме никаква джева околу таа работа, зашто во ред беше. Сега имате повеќе траки, ама се жалите на апаратчињата. Тоа дека имаме повеќе Не траки, ни значат ништо. кога ние, за да дојдеме до точен резултат, некојаш знаеме 15 пати да го измериме шекерот и пак да немаме точен резултат. Секој мерење дава различен резултат. Доколку е наладно апаратчето покажува low, тоа значи дека шекерот Каде се тие апаратчиња, нема да спомнуваме фирми. Кинески се. Не, зашто да не спомнуваме, кинески се апаратчињата и покажуваат огромни разлики, каде што тие разлики не смеа да се занемарат. Значи, може да се случи апаратчето да ни покаже гликемија дека имаме 5, уствари ние да имаме многу пониско од тоа, може да се случи да дојдеме до инсулинска кома. Или па обратно, покажуваат разлики од Повисоките гликемии се многу пострашни. Пострашни. Што би се случило во таква ситуација ако се земе до Многу кратко. високи Значи конкретно нешто имаме утврдено дека над 8 мимолитри глукомерот не кажува точни резултати. Ние треба да играме лотарија за да претпоставиме колку е гликемијата. Не можеме да се ослониме на што ни кажува. Да. Добро, и сега една во моментот предпоставка- погледнуваш 20 се Една параметрите. предпоставка, ако покажува што се случува? 20, ние треба да ставиме инсулин, Корекција. затоа што треба да го намалиме шекерот во некоја нормална граница од 6 мимолитри. Околу 5,5-6. За да се направи тоа, поголемиот дел од лицата со диабетес знаат колку инсулин треба да стават на таа разлика да се намали. Дори има формула, тие што ја знаат многу лесно може да се пресмета. таблица. Конкретно кај мене, веќе земам пример за мене една единица инсулин ми го намалува шекерот за 1,5. И за да го намалам од 20 на 6, ја треба да пресметам. Колку е 14 поделено со 1,5, толку единици инсулин треба да ставам, значи негде околу 9. Јас треба да ставам 9, доколку гликемијата е стварно 20. Меѓутоа, бидејќи сигурно знам дека не е 20 гликемијата, јас знам како се чувствувам на гликемијата 20. Така. Таа е многу помало. И со тие 9 единици, значи јас ќе го намалам, Но шекерот некој што не за- знае и се ослонува на тоа апаратче, што паѓа би во се случило? хипогликемична кома, Кома. која што може да заврши трагично. За жал. Значи тоа е тоа. И тоа е проблемот. И тука се најпогодени децата, кои што не знаат да кажат како се чувствуваат, затоа што возрастни, како јас и Боман, ако ако ние измериме гликемија што не ни се Си ги совпаѓа знаем. со она како се чувствуваме, Да, си ги знаеме симптомите више на ова не е точно да организмот. знаеме веднаш да кажеме, ќе побараме или ќе појдеме на друго место да измериме, или ќе премериме, или ќе ставиме помалци инсулин пошто знаеме дека ова покажува повеќе. Меѓутоа кај оние што не знаат, кај оние Или не што се- живеат во некое село или во внатрешноста каде што или нема Страшно. лекар или има еден лекар. или што се неедуцирани. Не е едукација, не Не знаете колку едуцирани. луѓе има со диабетес кои што не се едуцирани. Значи бројката е фрампантна и страшна. Ние секој ден се соочуваме со прашања ја и цвете видете, ние сме тука како здружение, дури сакаме да им помогнеме и на докторите да ги упатуваме кај нив да отидат за да ги бараат правите, да им ги поставуваат правите прашања. Значи онаму кај што можеме да помогнеме, меѓутоа она што го кажуваат сите, диабетичарот си е најдобар доктор сам за себе. Значи си го осеќаш организмот, знаеш колку треба да внесеш, знаеш колку треба да истренираш и знаеш сите работи. Меѓутоа, ипак, ја и Цвете не сме доктори за да даваме, ја не можам да му кажам на некој што ќе ми пише на Facebook ова и ова ми е, па ја да му давам диагноза. Значи, ни на крај памет тоа не ми паднало никогаш. Меѓутоа, може да даваме совети. Низ лично искуство. Низ лично искуство. Со тоа што имаме во групата на Facebook имаме страшни прашања што ни поставуваат, значи стварно луѓе не се едуцирани во Македонија. Значи од банални работи, башка ај луѓето со диабетес, што правиме со останатите кои што на пример имаат дечиња, децата им идат во школа, од таму имаше сега, не сакам да коментирам на Facebook, пишани и по име и по презиме, значи
во класот има дете со дијабетес и во моментот мора да стави инсулин. И учителката и директорката се донеле одлука дека кога треба детето да стави инсулин, треба да излезе пошто им сметало на другите другарчиња да се скрие во WC да не гледаат. Значи тоа е примитивизам во Македонија. Никако другачие не можам да го опишам, затоа што не знам како јас би изреагирал утре ден кога ќе имам дете и да има таа состојба на организмот и некој во школа, некоја наставничка или било што. Ја додека сум бил дете кај мене во училиште, среќаш сум учел во Лазо Ангеловски, сум имал учителка после тоа во средната школа каде што им било кажано и они го прифатиле тоа како што е. Меѓутоа јас сум бил отворен и према општеството, со сите сум комуницирал. Имам дијабет, ова може да ми се случи, вака може да ми настане, да знаат како да изреагираат луѓето околу мене. Вие сега имате семејства и родители кои што имаат дечиња со дијабет, а тоа не го кажуваат, го кријат. Утре ден може да дојде до несакана последица. Затоа ние како здружение треба да си помогнеме и значи главната цел е едукацијата, меѓутоа тука мора да ни помогне и државата, Министерството за здравство, Националната комисија и сите останати. Тоа е нашиот апел. Токму тоа е нашиот апел. Наместо Националната комисија за дијабетес да се занимава со кратење на инсулините, со одредување тоа кој колку треба да троши инсулин, по не знам која формула и по не знам кои стандарди, да се зафатат со малце поголема едукација. Со едукацијата ќе регулираме сами. Ние ставиме отворени за соработка да им помогнеме. Да. Околу едукацијата, низ личен пример, низ лични искуства, да им ја приближиме проблематиката, затоа што ние самите знаеме, сите уствари, знаеме дека луѓето многу повеќе ми веруваат на луѓе кои што се соочени со тој проблем, живеат со тој проблем отколку на доктори. Не знам зошто, меѓутоа така е. Кога доктор им каже немаш причина да се грижиш, тие се викаат овој ме лаже. Меѓутоа кога истото тоа ќе го слушнат од некој кој што веќе 20-30 години живее со таа состојба, има поголема добра. Се викаат секоја чест. Мене лично ми се има случајно родител на дете со дијабетес да ми даде да ми каже ваква реченица. Кога те гледам тебе, ми се враќа надеж. На моето прашање, зошто? Вика, па гледај како си израснат. Сето да се надеваме дека надлежните ќе имаат слух, ќе го слушнат вашиот апел, бидејќи некако во последно време се останува на здруженијата, на невладиниот сектор. Тие да преземаат во свој раце она што треба да го преземат дел од својот дел државата. Да. Ја искрено се надевав дека некој ќе дојде и би биле пресречни доколку тоа беше Тања Миленковиќ која што го одбила предлогот, знаејќи со кого треба се соочи. Да. Меѓутоа, од она што видиме со таа докторка која што е и професор на факултет и која што е председател на Националната комисија за дијабетес и која што е председател на научното сдружение на дијабетолози на Македонија, наместо седнеме и да ги спротивставиме аргументите. Значи, ние не сме примитивци па тука да се караме и да се викаме, да се развикуваме еден на друг. Сакаме да ги спротивставиме аргументите и да видиме што тоа кој греши. И јас и Боган сме доволно возрастни, интелигентни и разбрани. Ако некој не соочи со аргументи и ни каже дека ова што го зборуваме не е точно, грешиме, ние јавно ќе се извиниме лично и на сите медиуми и пред нив и ќе тераме нивната кампања во секој град доколку не убедат дека е точно. Меѓутоа проблемите не избегнуваат затоа што немаат аргументи. Аргументите се на наша страна. Извини што ќе те прекинам. И тоа не сакаат да се соочат со нас. Јас пред година дена им дадов ваков предлог. Пошто сакаат да ги именуваат инсулините, им реков: нема проблем. Ја ќе го сменам прв инсулинот. Меѓутоа, јас знам дека треба мониторинг од, еве да не кажам 6 месеци, ќе кажам од 3 месеци, мониторинг ќе треба на она каков вид на инсулин ќе примам, како ќе ми се движи шекерот, пошто јас сум и физички активен, спортски, да ми потпише Националната комисија и сите доктори дека ја нема да имам никакви пречки. Никој не сакаше. Никој не сакаше да потпише. Точно. Значи, јас не зборам лаечки, значи зборам врз досегашните искуства. Исто сакав да се надоврзам за глукометрите, значи
Јас исто не сакам да ризикувам со нив, него ни користам, измерив 5 пати на него и кога видов разликите какви се од претходниот и до овој, затоа што Можеме да видиме. да, затоа што имав и од претходниот глукометар останато ленти и од новиот измерив да видам како разликите беа огромни, значи не сакам да ризикувам. Има луѓе во Македонија кои што може да си приуштат, нели, да отидат до аптека да си купат лентички да си користат најразлични. Меѓутоа што преме со ние по руралните средини, по селата каде што нема да си приуштат да купуваат, пошто видите не е таа работа не е ефтина. Свесни затоа што веруваат нели на тие Значи, што треба да им веруваат. Самиот дијабетес, Баш како леченост дијабетесот не е ефтина. Е доста скапичка работа. Дополнително доколку се купуваат и лентички кои што чинат од 700-800 денари на ефтините Да. нагоре. Да. За еден човек квалитетно да го регулира дијабетесот треба да троши месечно помеѓу 4 и 5 пакетчи на Пакетчи. ленти. Тоа се околу 200 ленти месечно. 50 ленти чинат од 700 денари нагоре. Значи тоа е еден трошок од 2000 денари дополнително, што многумина не може да си го дозвола. Да, мене само едно ме радува што дијабетичарите од пред година дена до сега има многу голема разлика и почињаа да се во свеста и почињаа да се будат затоа што самите почињаа да го осеќаат проблемот на себе. Значи до сега во Македонија знаеме каква е ситуацијата и менталитетот. Секој си вика дека не ми стигне мене проблемот, ја ќе се ќутам што сакаат нека прават нездруженија сите останати. Веќе не е така. Значи имаме се поголем број најавувања, имаме се поголем број на активирање на здруженија кои што да кажам биле онака здруженија, меѓутоа без активности, они формирани се, си прават средби, меѓутоа немале толку активност како сега. Исто така, сакам да кажам дека здружение БУФ од наредниот месец ќе има во Трговски центар Буњаковец, ќе има канцеларија каде што луѓето може да одат, да се советуваат, ќе има човек кој што ќе работи 3 дена, ќе биде таму присутен, за сите барања поплаки може слободно да се обратат таму. Facebook страната веќе ја знаат, има околу 4 до 5000 члена, на таа цело време ќе има за активностите на здруженијата. Ќе можат да се информираат. Да се информираат. Тесно ќе соработуваме со сите останати здруженија, значи идејата Ние веќе тесно соработуваме. да, идејата е да се направи во цела држава една федерација на здруженија и да се тргне она здружение каде што заедно со Националната комисија за дијабетис е во корелација Кој што делува сервилно. и каде што даваат, на пример, еве ја пред година дена бев на настанот или пред 2 години кога беше во Holiday Inn, кога беше светскиот ден на дијабетисот, имаше настан некој, лани беа собрани голема група на луѓе, поготово ќе кажам пензионери, значи со тип 1 и тип 2 дијабет, таму беа ветени некои работи, беше потпишан некој меморандум кој што до ден денеска не знаеме дали нешто е од Знаеме, ништо не профункционирало, сакаме и тоа да го извадат они да зборат. Никоја што тоа здружение вадеше секоја еднаш годишно вадеше шеќерна болест, мислам дека списание каде што секоја година јас земав неколку истите работи се пресликуваат, нема никаква едукација и на него има слики од кафани оро како се игра. Значи нас тоа целта не ни е, целта ни е во држава да едуцираме млади луѓе кои што имаат дијабетис, постарите исто така ни се тука, значи сите генерации да бидат опфатени. И мене како здружение примерна цел ќе ми биде луѓето со дијабетис кои што се спортисти, сакаме да ги поддржиме на овој или на оној начин, пошто знаеме дека е тешко во Македонија да се стигне до некој успех ако имаш дијабетис, поготоа ако немаш некој кој што ќе ти дава надеж во тоа и ќе те бутка. Затоа ја со мојот тренер Драган и кикбокс клуб Гладиатор планираме од наредната година да отвориме и да формираме група која што ќе може да доаѓаат дијабетичарчиња, пошто ја ќе бидам таму, чисто и родителите да не се плашат. Дечиња со дијабетис, да го коригирам. Дечиња со дијабетис, да. Ви благодарам на основа. Благодариме. Фала.